дали експериментот треба да ни го донесе некој или го требаше да го има на табло? Требаше да го има на табла, едно видео јас Значи, ако го имавме видео, ако е на табло, тогаш наставничке, за жал, видеото го немаме. Јас сум експерт за видео, Ама можеме да знаете што, направиме ние видео. многу добро глумиме, можеме да го изиграме видеото. Затоа што емисијата е во живо, затоа подготвив повторно експеримент. Супер. Ето. Што ме хемија, мора да експериментираме. Ова наставна содржина од 9-то оделение ни е за реакции на замена. Прво да објаснам што значи реакција на замена. Замена, самиот поим, ни покажува надпревар помеѓу металите. Оној метал кој што е посилен, народно кажано, а ние велиме пореактивен, ќе го замени металот кој што е по-нереактивен или послаб. За да го објасниме ова, ќе користиме експеримент како метал Не, веќе помогнаме ние, само од дистанца, Лука. Да, дистанца, држи до дистанца. Ајде вака, повели. Добро. Ова е бакар сулфат или во народот познат како син камен. Така. Ставаме од синиот камен, ајде ќе ставиме повеќе. Мириса? Да, мириса. Не, се ми мириса на лимон. Бакар 2 сулфатот се раствара во вода. Ќе додадеме вода. Имам лажичка, со лажичка ќе промешаме. Знам што ќе се случи, ќе стане водата плава. Да, бакар сулфатот се раствара во вода. Ставивме ние многу повеќе и затоа дел од кристалите ќе ни останат доле. Добро, во ред. Ја гледаме течноста. И сега имаме надпревар помеѓу бакарот, кој што е во соединение бакар 2 сулфат и метал железо во вид на шајчиња. Шајче од железо. Ајде вака. Ке го ставиме внатре. Почекуваме неколку секунди. Ајде да го извадиме, да видиме дали нешто. Каде ни остана? Ајде да видиме. Омага ќе стане плаво 100%. Не плаво. Стави го. Стана црно како рагиосано. Сега, тоа е погрешно. Значи, опа. Пана, ќе го најдам. Ништо. Смеете со раце? Може. Добро. Ништо. Значи, честопати се прави грешка. Велиме, железото раѓосало. Не, железото се прекрива со слој од бакар, односно бојата на бакарот кое што е црвено кафеаво. За овој експеримент, затоа јас подготвив со видео, потребно е половина час, може и повеќе, за да го видите она да не изгледа дека е раѓосано, да се види таа боја на бакарот кое што е црвено кафеава. Кога ова го ставиме сега повторно назад и почекаме половина час, може и повеќе, но немаме ние толку време, ќе забележиме дека бојата од сина, од бакар сулфатот,
преминува во светло-зелена боја. Тоа е веќе раствор на железо 2 сулфат. А железното шајче ќе се обои со боја на бакар. Супер кул. Така. Супер кул е Многу е ова. интересно ова хемијата. Да, само на кога би станички. имале повеќе време за да реакцијата ја почекаме да биде до крај. Сега да ја напишеме равенката. Ајде. Знаеме. Железото се бележи со Фе. Фе. Ајде. Првата буква голема, втората мала. Плюс. Велиме се соединува со бакар 2 сулфат. Cu е со 4. С големо, така, е со 4. Се добива еднакво или стрелка. И сега да објасниме што се случува во овој експеримент што ние го покажав. Што мислиме? Кој е посилен? Пореактивен? Железото или бакарот? Лина? Мислам Значи, дека е железот. железото е пореактивно. Знаеме зошто? А заради структурата, ради... За да знаеме, веќе учениците тоа е учено, го знаат, треба да ја знаат низата на реактивност на металите. Во оваа низа на реактивност, ученици не треба да се учи на памет, туку секогаш да стои пред вас, вие ја гледате и во споредба од тоа каде се наоѓа металот, определувате дали е реактивен или послабо реактивен. Колку металот се наоѓа погоре во таа низа, Толку е тоа пореактивен. значи дека е пореактивен. Колку металот се наоѓа подоле во низата на реактивност, значи дека е послабо реактивен. Кога сега би ја имале ние таа низа на реактивност, многу лесно, значи ништо нема потреба напамет да се учи. Така е. Знаеме, јас велам, железото се наоѓа погоре во низата на реактивност и тој го заменува бакарот. Бакарот и ќе биде Фе едноставно, се- велиме се надпреваруваат Така. железо и бакар. Можеме да кажеме, железото ќе го избутка бакарот и му вели бегај, јас сум пореактивен од тебе и ќе си застанам на твоето место, односно ќе го земам со себе сулфатот. Со4 е сулфат. Значи ќе биде, Ќе биде опа, F, Fe, S, O, 4. SO4 и плюс што ни останува? А бакарот ни се исталожи на железното шајче. Шајче, да. Значи бакарот плюс ќе се одели како елементарен бакар и можеме сега, за да ни биде уште појасно, да ставиме што? Една стрелка дека железото доаѓа кај бакарот. Ето Трак така. и дека ова си Так. оди. Затоа овие реакции се викаат реакции на замена или велиме надпревар на металите помеѓу себе. Сега имам едно прашање. Дали е можна обратната реакција? Бакарот со железосулфат. Ајде да напишеме. Бакар Cu плюс железо 2 сулфат SO4, исто само обратно ја пишуваш. Еднакво, добро, дали е можно? Ако јас велам, во низата на реактивност, бакарот се наоѓа подоле, невозможно. а железото е погоре, за оваа реакција велиме дека е невозможна замена. невозможна. X, ништо. X, не. Значи, овдека имаме надпревар помеѓу бакарот и железото. Железото, рековме,
дека е многу погоре во низата, што значи е послабо и не може да го истисни бакарот од неговите соединенија. Ајде За да се дома. фиксираме. Дали, Да. може и исто Може и и јас хемија, исто, така? да, И ова е допирав. хемија. И љубовта е хемија, иначе. Се е хемија, се е поврзано со хемија. Сите чувства се е хемија. За дома една кратка активност со помош на низата на реактивност, ученици, што ја имате во учебникот, па и запишано во тетратката, самите да си одберете по свој избор една реакција што е возможна и една реакција што не е возможна. Морам да напоменам на крајот дека ние овдека ги земавме примерите само со соединенија на бакар и на железо како сол сулфат. Вие не мора да ги земате соединенијата сулфати, затоа што сме учеле дека постојат и други соли, може да земите наместо бакар 2 сулфат, бакар 2 нитрати, можете да земате хлориди и така натаму. Супер. Одлично. Дичиња, знаете што? Денеска ова беше последниот час во нашата денешна ТВ училница. Пред да ви кажеме чао, да повториме што се учевме. Учевме, значи првиот час ни беше за децата од предшколска возраст, вториот час ни беше за прво оделение општество, третиот час беше за второ оделение математика, четвртиот час беше мајчин јазик за трето оделение, петиот час општество за четврто оделение, природни науки за пето оделение беше шестиот час, природни науки за шесто оделение беше седмиот час, осмиот час беше математика за седмо оделение, деветиот и десетиот час беа хемија, односно деветиот хемија за осмо оделение и десетиот хемија за девето оделение. Значи денеска се изнаучивме се. Ве оставам сега да повторите и да си ги решите домашните задачи што ви се зададени и се гледаме утре. Лука, имаш нешто да кажеш? Бидете добри, снимајте YouTube влогови, научете ги лекциите и раскажете ги преку креативни начини и размислувајте надвор од кутијата. Тоа е тоа. Чао. Чао.